Драги гледачи, вие ја следите мисијата Настини кои ни престојат. Вечера ќе проследиме четвртата тема, четвртото предавање, кој носи наслов Ран или доцен дожд. Непосредно пред крајот, чувствувајќи дека има уште малку време, сатаната ќе дејствува со сите своји сили, како што проучувавме во една од претходните теми, со цел да ги обедини црквата и државата. Во Америка секако и да се донесе граѓански неделен закон. И тогаш ќе знаеме дека дошло време за чудесно делување на сатаната. Тие необични сили оздола ќе ги повикуваат мокните сили одзгора. Сатаната активно и силно ќе работи, но мора да знаеме дека и Бог ќе работи посебно во тие денови. Последната книга од Библијата, во Откровението, откриено ни е се она што ќе се случува токму во тоа последно време. Ајде да го прочитаме и текстот во Откровение 18 глава, првиот стих. А по ова видов како слегува од небото друг ангел, кој имаше власт голема и земјата светна од неговиот болскот. Во ова последно време, во ова последно будење, драги гледачи, Светиот Дух ќе се излие со полна сила. Евангелието ќе се шири како пожар. Многумина во тие мигови, во тие денови ќе одговорат позитивно на самото проповедање на Божјата реч. Илјадници луѓе ќе ги споделуваат зборовите на животот со своите соседи и ќе најдат срца што се подготвени да одговорат и да ја примат вистината. Ова будење ние често го нарекуваме едноставно време на позниот дожд. Како што знаете, драги гледачи, изразите ран или доцен дожд се дел од земјоделството што било многу добро познато на старите израелци. Во тие земјоделски циклуси на Блискиот Исток, овие биле настани од витално значење. Раниот дожд едноставно го натопувал семето што било посејано и помагало да тоа семе израти или рати. На крајот од тој циклус доаѓал и оној другиот дожд, така наречен позен или доцен дожд. Овој дожд ги зрел плодовите и зрната подготвувал за жетва. Секако, овде не станува збор за буквален дожд, него станува збор за духовен дожд, во духовна смисла. Значи, тој духовен дожд ќе ја постигне целта на жетвата. Еве да прочитаме еден цитат од книгата Копнежот, односно од големата борба. Еве што пишува. Ова дело ќе биде слично на времето од духовите. Како што раниот дожд бил даден при излевањето на Светиот Дух на почетокот на ширењето на евангелската вест, да би предизвикал ртење на драгоценото семе. Исто така, позниот дожд ќе се излие при завршетокот да би жетвата дозрела. И така сега да се стремиме да го познаеме Господа, појавата Негова е како утрена зора и Он ќе дојде при нас како дожд, како доцен и ран дожд ќе ја наполни земјата. Очигледно, овде, во овој цитат, драги гледачи, дознаваме дека тој доцен дожд ќе има многу важна улога во обраќање на голем број на христијани, на луѓе. Библијата вели дека Бог ни го дал раниот дожд, тој умерен дожд во вистинска мерка. А дали ја забележавте таа мисла во книгата на пророк Јоел, колку луѓе во време на Педесетницата радосно слушнале и се крстиле и го предале својот живот на Христа. А и вие, чеда синови, радувајте се во Господа вашиот Бог, оти Он ќе ви даде умерен дожд, па ќе ви праќа дожд ран и дожд доцен, како и порано. И тогаш секој што ќе го призове името Господово ќе се спаси. Знаеме, во Дела на апостолите текстот ни вели дека се крстиле околу 3000 луѓе, кога бил излиен тој ран дожд, кога апостолите биле заедно и кога ја примиле таа сила на Светиот Дух и тие проповедале без страв. Тоа било резултат на тоа умерено изливање на Светиот Дух. Ако видиме овде 3000 луѓе кои се крстени на едно место за време на една голема евангелизација, мислам дека тоа денеска не би го сметале за умерено изливање на Светиот Дух, бидејќи денеска да се крстат
илјади луѓе, тоа е една голема манифестација кај што Светиот Дух ќе се излива во голема мерка. Меѓутоа, тоа ќе се случи како што едноставно Бог го најавил преку своите пророци. Едноставно да продолжиме и да читаме уште еден цитат кој е многу интересен. Големото дело нема да заврши со помало откровение на Божјата сила од она на неговиот почеток. Реков дека 3000 луѓе се крстили на почетокот, драги гледачи. Меѓутоа, во последно време, пред Христовото доаѓање, овде читаме пророштвата кои се исполниле со изливањето на раниот дожд. Во почетокот на Евангелието повторно ќе се исполни во доцниот дожд при неговото завршување. Божите слуги, лица осветлени со посветување, ќе брзаат од место до место, да ја објават веста од небото и илјадници гласови широм целиот свет ќе ја носат опомената, ќе се прават чуда, болни ќе оздравуваат, а знаците и чудата ќе ги пратат верните. Понатаму читаме. Веста ќе се шири не толку со докази, колку со длабоко сведочување на Божиот дух. Доказите се изнесени, семето се посеяло, а сега ќе никне и ќе донесе род. Списите кои евангелските работници ги шириле, го направиле своето влијание, но многумина на кои евангелската вистина имала влијание, биле спречени вистината целосно да ја разберат или да ја послушат, но сега зраците на светлината продираат насекаде. Истината ја гледаат јасно, а сокриените Божи деца ги кинаат врските кои досега ги задржавале. Семењите и црковните врски сега се немокни да ги задржат. Вистината им е подрагоцена од се друго. Интересно, во тие возбудливи мигови, драги гледачи, ќе се случат такви промени, ќе се случат такви манифестации, кај што стотици и илјадници луѓе својот живот, своето срце ќе му го предават на Господа. Колко е возбудливо да се живее во време кога Бог сака да излие целата небесна сила и да ја заврши работата. Каква е предноста да се биде канал за изливање токму на таа небесна сила на Светиот Дух. Драги пријатели, ако ги видиме денеска лажните манифестации на сатаната во лажно будење, зар не треба да се стремиме кон вистинската манифестација на Светиот Дух на доцниот дожд? Бог тоа го ветил пред неговото второ доаѓање, пред доаѓањето на Исуса Христа, дека ќе се манифестира големо пробудување. Но мора да бидеме внимателни, да не бидеме прелажени од ѓаволот, од сатаната, зашто тој ќе направи паралелно лажно пробудување. Треба да го препознаеме кое е она вистинското Божето пробудување. Зар не треба да се молиме на Бога да ни испрати вистинската сила? Секако, еве што пишува во книгата Рани списи. Видов дека многумина ја занемаруваат потребата од подготовката, очекувајќи дека освежувањето или доцниот дожд ќе ги оспособи да опстанат во денот Господов и да живеат во неговата присутност. Ние мора денеска, драги пријатели, драги гледачи, да се подготвиме, да не го чекаме тој последен миг, бидејќи може тогаш да биде доцна. Денеска многумина христијани го занемаруваат овој миг на подготовка. Тие се радувале во очекување на таа сила на доцниот дожд, но кога Бог сакал да го излие Светиот Дух, немал луѓе. И зато денеска на Бога му се потребни обратени, понизни, препородени срца, кои се подготвени да го примаат Светиот Дух и да бидат канали во раците на Господа. О, колкумина видов во времето на неволите без Божја заштита. Тие ја занемаруваат подготовката, па затоа нема да можат да примат освежување кое мора да го примат за да би живееле во присуство на Светиот Бог. Оние кои не примаат опомени и укори, одбиваат да бидат клесани од страна на пророците, не ја чистат својата душа, покорувајќи се на целата вистина, и кои веруваат дека нивната состојба е далеко подобра од вистинската, ќе се разбудат дури во времето на 7 последни зла и ќе увидат дека клесењето
и обликувањето било неопходно за нив да би биле погодни за Божја градба. Наистина, сега е време да му дозволиме, драги пријатели, на Господа да не клесе, односно да не обработува, за да бидеме подготвени во тој миг, кога Духот Свети во полна мера ќе се излие и ние да бидеме негови соработници, негови канали. Адвентистите на Лаодикеја, кои не сакаат сериозно да ја познаат и да ја почитуваат Божјата реч, нема да го доживеат, на жалост, нема да го доживеат доцниот дожд. Целта на доцниот дожд не е да ни донесе победа над познатите гревови. Ова треба да се случи за време на подготовките за позниот дожд. И сега е време за таа неопходна подготовка. Денеска е време, драги пријатели, да му дозволиме на Светиот Дух да не очисти однатре, за да бидеме чисти канали, кога Духот Свети во полна мера ќе биде излиен. Ајде да го прочитаме и следниот текст од Захарија. Молете го Господа за дожд во време благопријатно. Господ ќе светне со молскавица и ќе ви даде обилен дожд, зеленило во поле. Секако, и овој текст е символичен. Господ сака да го приготви теренот, за да може кога ќе падне тој духовен дожд, да падне на чисто тло, за да може да делуваме онака како што Господ сака. Ние треба да се молиме толку сериозно за слегнувањето на Светиот Дух, така озбилно, како што учениците се молеле за денот на Педесетницата. Знаеме, учениците 10 дена биле во горната соба. Морале сите недоразбирања меѓусебно да ги очистат, да исчезнат. Не смеле да имат предрасуди, омраза, љубомора еден кон друг. Морале нивните канали, нивните односи да бидат чисти. И потоа, кога тоа се случило, вели Библијата, Господ го излил Светиот Дух во таква сила, што го запалиле под наводници целиот Ерусалим. Стотици и илјадници луѓе се обратиле од нивната проповед. Ова нешто го очекува и Бог, драги гледачи. Апсолутна верност Бог очекува од својот народ. Ние знаеме дека на небото се случила катастрофа во ликот на Луцифера, кога успел 1/3 од небесните ангели да ги присвои на негова страна. И знаеме дека тоа неверство произвело бунт на небото. И едноставно сатаната морал да биде исфрлен со неговите присталици. Неверството произвело бунт на небото и ја фрлило ова наша планета, ова наша земја на која ние живееме во состојба на грев, болести, епидемии и смрт. Дали има некој рколец на тој бунт во нашиот ум, драги пријатели, со желба да живееме независно од Бога? Ако има такво нешто, време е да застанеме, време е да се целосно отвориме кон Бога и да побареме помош, да не очисти целосно однатре. Да побареме од Бога да искорени таа независност, таа тенденција да се буниме, да не научи како да живееме живот зависен секојдневно од Него, од Исуса. Продолжуваме со следните мисли, кога зборуваме за раниот или за доцниот дожд. Кога Бог има група на луѓе кои се апсолутно лојални и кои искрено му се молат за изливање на Светиот Дух, тогаш и ќе се излие Светиот Дух. Бог бара од нас да бидеме, драги пријатели, понизни, да бидеме отворени. Кога Исус имал група на луѓе кои се ставале на негова страна, кои се жртвували или ги жртвувале своите интересни, кога тие велеле не мојата волја, туку твојата, доцниот дожд навистина е подготвен да се излие во таквите срца. Од ден на ден Исус не испитува во нашиот живот, драги пријатели. Секој испит што го полагаме можност да го откриеме нашето срце, квалитетот на нашите срца каков е. Дали напредуваме или пак назадуваме. Или пак има се уште некои пречки кои ни сметаат да може целосно да се отвориме кон нашиот Спасител. Голема желба има Исус да навистина на сите нас ни помогне. Тој сака да го слушне нашиот плач. Господи, земи ја мојата независност, земи ги моите себични ставови, тргни ми ја, Господе, горчината,
Тргни ми ја гордоста. Се гледам себе си во ново светло и Господи, ми требаш на нов начин. Те молам, отстрани го целиот бунт од моето срце и ум. Тоа нека биде, драги пријатели, и наша молитва. Да се целосно отвориме кон Христа, кон Бога. Тој, иако знае какви сме, но тој ја бара нашата слободна волја. Тој бара од нас клучот да го отвориме нашето срце, а тој е подготвен да ни помогне и целосно да не оспособи да бидеме негови целосни соработници. Денеска Исус чука на твоето и на моето срце. Тој сака да ни ја подари и да не поврзи со изворот на таа сила. Едноставно, Христос е подготвен, но дали ние сме подготвени? Тој тропа и ке тропа додека сме живи. Но Исус сака вечерва да отвориме вратата на нашето срце. Елена Вајд вели, кога ние како негов народ ке разбереме што значи ова книга за нас, помеѓу нас ке завладе, помеѓу нас ке завладее големо пробудување. Интересно, треба, значи, драги пријатели, внимателно да ја проучуваме Божјата реч. Соочен со мокните искушенија на непријателот, Исус, знаем, исто така имал искушенија. Еве ова фотографија, тоа ни го покажала. Кога сатаната 3 пати доаѓал да го куша, но како Исус се бранил? Еве го текстот. Не само од леп ке живее човекот, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Треба внимателно да ја учиме Божјата реч, драги пријатели. Исус, соочен со тие големи искушенија од страна на сатаната, еве се бранил со речта Господова, со писмото. Навистина, креативната енергија што ги открива тие сили во постоењето на Божјиот збор, може нам денеска да ни помогне да се одбраниме од нечестивиот, од сатаната, од ѓаволот. Исус вели во следниот текст: зборовите што ги кажав се дух и живот. Навистина, Библијата е жив збор. Иако тоа е хартија, но кога ги читаме тие текстови во Светото писмо, тие оживуваат во нашите срца, драги пријатели. И затоа го читаме следниот цитат. Христијаните треба да ги отворат сите расправи и да се предадат на Бога поради спасување на изгубените. Бог работи на спасување на изгубените. Нека со вера се молат за ветениот благослов и тој ќе дојде. Излевањето на духот во деновите на апостолите бил ран дожд. Резултатите биле величествени, но позниот дожд ќе биде побогат. И понатаму продолжуваме да читаме. За оние кои ќе не прашат и ние можеме да им кажеме дека живееме во време на работата на Светиот Дух. Затоа да го бараме неговиот благослов. Сега е време за наше длабоко посветување. Сега е време за позниот дожд. И Господ е подготвен да го излие во неговата сила. Да бидеме христијани во молитвата и да стражариме во духот. Сега е време, драги пријатели, сега е време, вели овој текст, да го замолиме Бога за духовно будење. Ако ова будење треба да започне, тоа мора да започне во твоето и во моето срце. Секој ден, поединачно. Ние не можеме како група да се пробудиме. Но секој ако од себе почне, тогаш ние сите ќе бидеме будни. И затоа овде текстот вели, сега е време за позниот дожд. И Господ е подготвен да го излие во неговата сила. Сега е време. Пророк Исаја ни кажува следново: сејте правда, па да пожнеете милост. Разорувајте ја рамнината, оти време да го побарате Господа. И така Он, штом ќе дојде, да ве одржи во црквата. Светот се уште го чувствува влијанието на големото будење, почитувани гледачи, што го опфатил светот, односно малиот Велс на почетокот на минатиот век. Но малкумина се сеќаваат како започнало ова мокно духовно будење. Тоа се случило на едноставен црковен состанок во малиот град Велс, кога едно мало девојче што плачело едноставно во група наоѓало девојче и станало. Таа била толку возбудена што повторувала само една кратка реченица:
O, mnogo го сакам Исуса. О, много го сакам Исуса. И после тоа седнала. Господ го искористил ова кратко, но сериозно сведоштво за да разгори кај присутните луѓе оган во срцата на останатите. Светиот Дух, пишува во овој краток извештај, се спуштил во таа група на луѓе. Младите ги исповедале своите гревови и сведочеле за новиот живот во Христа. Таа преродба се проширила низ црквата, низ градот. Новинарите кои допатувале од Лондон, запрашале еден полицаец каде е тоа будење, каде е таа сала, каде се тие луѓе собрани, сакаме да ги посетиме. Полицаецот се испрсил и ја ставил раката на срцето и рекол под оваа униформа. Всушност и тој бил еден од тие луѓе кои му дозволиле на Светиот Дух да изврши пробудување во нивните срца. Драги пријатели, драги гледачи, Господ нека ни помогне уште денеска, уште вечерва, да ги подготвиме своите срца и да ги отвориме. Господ е подготвен да го излие својот позен дожд, но тој сака отворена врата. Тој сака очистено срце. Со вера да ја прифатиме Божјата порака. Со вера да го прифатиме Господа и неговите ветувања. И ние да бидеме дел од тоа силно пробудување кога стотици или луѓе ќе го отворат срце и ќе се предадат да станат негови следбеници. И посакувам секое добро, драги гледачи, и се гледаме во наредното предавање.